стигнавме до големото финале на Лигата на шампиони. Финале кое можеби никој не го очекуваше, но ако погледнеме све што се случуваше оваа сезона, финале кое што дефинитивно е заслужено. Пари Сен-Жермен Интер. Не заборавајте да притиснете subscribe на YouTube каналот BMG Network и очекувајте нови видеа. Подкаст Overtime with TJ и се крчка уште нешто ново. Со што да идеме прво? Прво ќе идеме со фантази. Кратко, па после Лига на шампиони. И во ова видео ќе видиме како поминавме сезонава на Фантази Премиер Лига. Дечки, знаете за она лига што организиравме заедно со sportski.mk веб сајтот. Лигата се вика, значи спортски, имавме многу голема заинтересираност оваа сезона. Ја бев очаен, завршив на 88-то место од, сега да видиме само колку бевме вкупно. Одиме дале. Вкупно 574 надпреварувачи. Важно беше да видиме кои се оние најдобрите 5. Борбата беше за првите 5 позиции. Прво место ФК Чаир, второ место Одаме Јако, трето место ФК Миравци, четврто Морис ФЦ и пето Dream Team. Мене ми интересира што тим имаше ФК Чаир. Селс на голот во одбраната Нико Вилијамс, Гвардиол, Милинковиќ Савич, Бовен Сака, Салах Мабуема, Роджер, Виса и Воткинс. Речи си истим како мене, како јас сум 88, ти си брат прв, не ми е јасно. Ама браво, секоја чест. Се надам дека следната година ќе имам уште поголема лига, уште поголем жар и уште поинтересна сезона. Порака до оние прво 5 првопласирани, пишете ни на Instagram или на мейлот што ќе го најдете на YouTube каналот BMG Network, исконтактирайте не и ќе бидете наградени. Браво! Пари Сен-Жермен Интер. Ова ќе биде прв надпревар помеѓу овие два клуба и само второ финале во Лигата на шампионите помеѓу француски и италијански тим. После финалето во 1993 година Олимпик Марсеј Милан. Тогаш Олимпик Марсеј го победи Милан со 1-0 и што е најинтересно, и тој надпревар се одигра во Михен. ПСЖ имаше турбулентно патување во првата фаза од Лигата на шампиони. По несигурниот почеток на стартот од сезоната се вратија и ги победија последните 3 надпревари од лигашката фаза и завршија на 15-тото место во лигата. Победата со вкупни 10-0 против домашниот конкурент од француската лига 1 Брест во првата елиминацијска фаза од Лигата на шампионите беше увертира на она што ќе следува потоа. Од тогаш тимот на Луис Енрике елиминираше 3 англиски екипи, и тоа Ливерпул, Астон Вила и Арсенал. Интер беше меѓу најпостојаните екипи во лигашката фаза на Лигата на шампиони, завршувајќи четврти на табелата со само еден пораз. Во нокаут фазата, момците на Симон Инзаги ги победија Фејенорд, го победија Бајер Михен, а потоа ја победија и Барселона со вкупни 7-6. Но сето тоа е минато и не мора ништо да значи пред големото финале. ПСЖ освои веќе 2 титули оваа година, во Лига 1 и во Купот. Сега сака трета титула. Таа недостижна до сега титула во Лигата на шампиони никогаш не била поблиску. Интер до пред 2-3 недели се бореше за 3 титули. Изгуби во Купот, ја изгуби титулата во Серија А и сега им останува борбата за европскиот трофи. Кои играчи ќе бидат клучни по двете екипи? Усман Дембеле, најдобриот стрелец на Пари Сен-Жермен сезонава во Лигата на шампиони со 8 голови. Дембеле постигна 33 гола во сите надпреварувања, покрај 13 асистенции. Ако има свој ден, тешко за Интер. Лаутаро Мартинес. За разлика од претходната сезона, Лаутаро Мартинес не му помогна на Интер да освои титулата во Серија А, пропуштајќи ја титулата на Наполи. Сепак, аргентинецот имаше добра сезона, постигнувајќи 22 гола во сите надпреварувања со 7 асистенции. И кој ќе тепа во сабота? Букмекерите викаат Пари Сен-Жермен е фаворит. И фаворит е реално. Ама кога можеше Интер да ги победи Бајер Михен и Барселона, зошто не може да го тепа Пари Сен-Жермен? Може малку навивачки, ама титулата оди во Италија. Како и да е, ќе биде интересно финале во сабота, сите пред телевизор. Ја тука се одјавувам. Убав викенд. Чао.